40% од младите во Македонија до 18 години се пушачи, а децата веќе од 13 години почнуваат да пушат. Алармантни се податоците од истражувањето на аналитика Think Tank, независна институција за истражување на јавните политики. Превенцијата од злоупотребата на тутунот и електронските цигари кај младите е клучен фактор, вели министерката за образование. Затоа од годинава воведена нов предмет во 7-мо оделение, Учам за моето здравје, со цел децата да се едуцираат од најрана возраст за штетните последици од пушењето. Оно што го правиме во образованието, кое всушност е најдобар начин за превенција и избегнување на злоупотребата на штетните материи, е дека во основното и во средното образование во различни предмети се присутни теми за здравствена писменост и еве една новина во 7-мо оделение оваа година е воведен изборен предмет Учам за моето здравје. Македонија е натаму високо котира на листата земји каде стапката на пушачи е висока, а ниска е старосната граница, односно се повеќе деца пушат електронски цигари и тутун. Од организацијата велат дека едукацијата за штетните последици на здравјето од пушењето е најважна, но бараат и да се почитува законот, односно да не се продаваат цигари на лица под 18 години, но и да се зголемат цените на цигарите. Понатаму, ако сакаме да ја гледаме и фискалната страна, значи добро е да се зголемат цените на овие нови производи што фактички ги користат најмногу младите. Според нашите анализи имаат ниска цена, значи има простор за зголемување на акцизата што би ја покачила цената и нормално би ги направило помалку достапни за младите. Институтот за јавно здравје лани во ноември отвори и телефонска линија за помош на откажување од цигари. Не пуши, откажи се, која работи секој понеделник и среда од 11 до 13 часот, каде квалификувани стручни лица нудат совети и стратегии за успешно откажување од пушењето.